Danas ќе продолжиме со Светиот Дух, со Господовиот Дух, поточно, како што тогаш го насловив, мејатата сабота. И брат Рече беше многу нестрплив да продолжи оваа тема. Би сакал да се врати тоа време кога и јас бев многу нестрплив, кој ќе да дојде сабота, па да го слушам Сливовски на проповед. Сега не мора Сливовски. Нестрплив да дојде што поскоро сабота, за да дојдам во црква и да слушам проповед. Но денес живееме во друго време. Денес проповеди и видеа, материјали на сите страни. Толку многу, што вете, тоа е еден дел од стратегијата на непријателот. Сега имате видеа, проповеди, предавања, достапни, значи по пижами може да ги гледате дома, како што се вели. И што ги има толку многу, и што создава тоа? Создава една одбивност, сега што ќе гледам проповед досадна работа. Меѓутоа, Словото Божјо никогаш не е досадно, дури кога читаме познати работи од него. Зошто? Затоа што секогаш кога читаме дури познати текстови, секогаш се учи нешто ново. Како што Исус рече дека мудриот човек од Господовата ризница секогаш изнесува и стари работи, и нешто ново. Секогаш има нешто ново. Кога сме кај измамите, би сакал да подсетам дека живееме во време кога и самите адвентисти се мамат многу. Еве да поставим со некои банални примери, се сеќавате, на времето имаше и некои пророци во Србија и Германија, кои што проповедаа лажна наука, например, дека Откровение 17 глава, дека тие 7 глави, 7 цареви што таму се спомнуваат, се сите римски папи од Мусолини до претходниот сега историја, бидејќи со овој папа, овој би бил деветиот, таа логика, значи овој ја растори таа теорија, таа лажна наука. И теоријата беше дека кога ќе после претходниот папа Бенедикт, самиот ѓавол ќе стане папа, како антихрист, но ќе го земе ликот, значи ќе се материализира во облик на покојниот папа Јован Павле II. И замисли, тоа го проповеда адвентисти, го проповедаат тоа, убедени дека е тоа така и никако поинако. Јас да ви кажам една друга, исто така безумна случка. На пролетниот собор во Хатланд во април 2005 година специјален гостин и говорник беше еден брат по име проповедник Ерик Бец, се викаше. Тој знаете што тврдеше? Во врска со претходниот папа, бидејќи тој таа година стана папа, 2005-та, значи Бенедикт 16-ти, од катедра, кажем, на собор, како главен говорник, ако овој папа, значи Бенедикт, не биде последниот папа, слободно да ме нарекувате лажен пророк. И се уште беше Бенедикт папа, се разбира. Јас и другар ми Кевин, кога ќе го сретнавме тој проповедник во други години, во други прилики,
Јас бидејќи мајтапчија, секогаш го закачав, го потенцијалниот лажен пророк. Бидејќи Бенедикт уште беше жив, па се го викавме потенцијален лажен пророк. Ама нешто што светот не очекуваше, ниту католичката црква, Бенедикт не умре, туку поднесе оставка. Иако и денес е жив, се разбира пресилно, таму влада, темпларите владеат, језуитскиот ред, таму владеат тајни друштва. Не владее оној што е проформа на чело и светиот отец папа, како што го нарекува. Тој не владее. Тој е исто така марионета, како и овие политички председатели. Други сили владеат таму. Па Јован Павле I, ако се сеќавате, беше и ликвидиран од тие исти сили. Значи, не се ликвидираат само американски председатели, ако не се послушни, или македонски председатели, ако не се послушни. Се ликвидираат и римски папи, ако не се послушни на фамилијата. Ами се закануваат, това знам. Денес, значи, живееме во опасни и измамливи времени. Што да кажеме за кога бидејќи Светиот Дух е темата, нели? Во адвентизмот знаеме исто така се мамат мнозина и кога е прашање Светиот Дух, и јас тоа сега уште еднаш само го предупредувам, иако нема за тоа да зборувам. Но само да кажам колку лесно човек може да се измами. Например, бидејќи Духот и покрај толку јасно покажани во Светото Писмо ситуации каде што Духот дури им зборува на апостолите, Духот или, например, во 2 Коринтијаните 3 глава 18 стих, мнозина се воодушевија кога им зборував и лично и на интернет дека таму апостол Павле го нарекува Духот Господ, во смисол мнозина преводи го преведува тој текст Господовиот Дух, меѓутоа во изворниот јазик е така напишан да може да се преведе како Господа Духот, како што доаѓа од Господа Духот. И сега, замислете колку лесно човек може да се излаже, особено во ова содомско време во кое што живееме. Бидејќи Духот во грчкиот јазик е среден род граматички. То пневмо, среден род. И мнозина заклучуваат, па еве, пример, крвта, духот, водата, сведочат. Во 1 Јованова 5:7. Па еве, духот не е личност, бидејќи е среден род. Ете Елена Вајд така го пишувала, ит, тоа. Бидејќи тогаш не верува, пионерите не верува дека Светиот Дух е личност, затоа не верува во Тројството. На вакви граматички, значи, ситници, луѓето се спремни да поверуваат во измама, иако во останатиот дел од Светото Писмо, Духот се представува како личност на многу места, особено во делата на апостолите. Да затвориме очи на тие јасни докази, за да прифатиме смешни граматички аргументи. Што правиме сега со еврејскиот јазик, бидејќи таму Духот е именка од женски род. Руах е граматички именка од женски род. Сега да не споменам какви се теории од тоа произлегле. Маш, жена, демек. И дете. Граматичкиот род, или што си по граматички род, имаме и мртви предмети, маса, именка од женски род, кабел, именка од машки род. Граматичкиот род нема врска со биолошкиот пол. Ниту Господ има пол, не машко ни женско. Ни старец, ни дете, впрочем, ни било што друго што човечки
дури в писмото користи такви прикази, символични прикази. Например, старецот со долга бела брада. Но Господ не е таков, не е старец. Тоа е символички приказ, кој што сака да ја покаже неговата давнешност, неговата вечност. Не дека е стар или дека старе. Имаме јасен стих во Исаија дека Господовото уво не е изнемоштало, неговата десница не остарела и така натаму, бидејќи тоа не е временско суштество. Граматичкиот род нема врска со полот, но денешната цивилизација на мајмуните ги помешала граматичкиот род и полот и сега имаме една така наречена родна идеологија, која што јас се нарекувам со незиното вистинско име изродна идеологија. Демек, машко и женско не зависи од полот, туку зависи од граматичкиот род кој што се менува. Или може да се смени. Да не забораваме дека во Светото писмо постојат и јасни зборови, премногу јасни, например Господовите зборови, дека Духот исходи од Отецот, Исусовите зборови, Павловите зборови дека Светиот Дух е истовремено и Божиот Дух, Духот на Отецот и Духот на Синот или Христов Дух и посебна трета личност, кога е надвор од Отецот и Синот. И тоа се премногу јасни зборови, што не треба да ги негираме. И што да кажем повеќе, се сеќаваме дека во времето на апостол Павле, во Ефес постоја христијани кои што не ни знаеле, крстени христијани, кои што не ни знаеле дека постои Свет Дух. Но ние знаеме дека постои. Знаеме, сме го искусиле, сме го доживеале. Иако многу што за него е мистерија и тајна, во која што, освен тоа што е јасно откриено, не треба ниту да навлекуваме. Многу ми се допаѓа таа реченица од лекциите на Старата Допусна школа, која што ја воде в 93 и 94 година. Светиот Дух, природата на Светиот Дух, велеше таму, е необјаснива мистерија. И тоа ќе биде така за цела вечност. Тоа е нешто што ограничениот, создадениот ум не може да го свати. Пример, како може да биде Духот и Дух на Отецот, и Дух на Синот, и истовремено трета посебна личност, која што е секаде, и во Отецот, и во Синот, и надвор од нив, и на секаде во Вселената, и на небото, и на земјата. Духот вели сведочи со крвта и водата на земјата, и Тројца секој што сведочи на небото, и Отецот, Словото, и пак Духот, истиот Дух е и таму и ваму. Мијавите сабота го споменавме случајот на царот Саул од 1 Самуилова 10 глава. И видовме како Духот го благословил на почетокот на неговото царување. И тоа е многу интересно што Господ сакал првите израелски цареви да бидат истовремено и пророци, да бидат вдахновени со неговиот Дух и да бидат водени од неговиот Дух. Затоа што кој може исправно да царува и да владее? Особено кога е власт во прашање. Кога е власт во прашање, самиот Соломон, како се молил, сеќаваме, третиот цар. Кој може, кој е толку паметен, кој е толку мудар, да може да управува со цел еден народ? Сега сме овие што се тепаат за власт. Нив не име гајле како да управуваат со народот, со државата. Тие се тепаат за други интереси. Затоа народите и државите страдат.
Но Соломон во своето срце како млад цар имал искрена желба не да ужива во власта, туку тоа го гледал како одговорност. Како една наведка го добила пророчкиот дар, се молела Господ да ја ослободи од таа должност. Да избере некој друг место неа. Зошто? Бидејќи во тоа гледала одговорност, гледала страшна одговорност, најголема одговорност. Заради таа одговорност нејзиниот претходник го загубил вечниот живот, иако живеал уште 50 години после тоа. Но похулил на Светиот Дух заради таа одговорност. Страшно нешто е да се одбие Светиот Дух. Страшно нешто. Кој похули на Отецот, кој похули на Синот, ќе му биде простено, вели Господ. Може, односно, да му биде простено, ако се покае. Но кој похули на Светиот Дух, нема да му се прости никогаш, ниту во овој, ниту во идниот век. За жал, тоа се случи со царот Саул. Но сега видиме колко е голема благодатта, колко е голема милоста, колко е голема љубовта Божија. Па ако така постапила со Саула, тогаш има надеж за сите нас. Сега ќе отвориме во 1 Самуилова, 19 глава. Значи, за разлика од 10 глава мијатата Саул, каде што Саул почнува да царува, и тогаш на почеток бил верен, тогаш на почеток бил благословен, уследија неколку почетни успеси за време на неговата влада, првата победа и ослободување на израелците, па уште неколку потоа. Но дојде време кога Саул, за жал, се возгордеа, се во образи, како поинаку се вели. Дојде време кога почна да греши, затоа што престана да ја чувствува одговорноста, за која што Соломон се молел на почетокот на неговото владење. Се молел за мудрост. И самиот Соломон, знаеме, подоцна ја губи таа совест, го губи тоа чувство, тој инструмент кој што Светиот Дух го одржува. Престана да го слуша тој тивок глас и почнува да греши. И од помали кон поголеми гревови и завршуваат двајцата во најголеми отпади и беззаконие, од кој што едниот се кае и се враќа, но другиот, за жал, завршува како и Јуда со самоубиство. Тоа беше случај со Саул. Сега во 19 глава Саул се наоѓа во една сосема спротивна духовна состојба во однос на почетокот. Веќе е во отпадната состојба. Веќе уште во 15 глава преку Самуила Господ му рече: ќе се земе од тебе царството твое, че готово. Ја проигра со Амалик, со тоа што не исполни Божјата заповед кон амаличаните. Саул тогаш ја проигра последната шанса за да остане цар. И царството веќе беше земено од негови раце, што се однесува до Господа. Веќе беше помазан дури Давид, неговиот наследник, кој што и тој со Светиот Дух станува и пророк истовремено подоцна. И тој греши, прави страшни беззаконија, но слава Богу, тој се кае и се враќа како и силно подоцна во Божјата милост. Да почнеме да читаме од 19 глава. Прва Самуилова 19 глава. Да видиме што се случува со срцето на Саул во времето кога е веќе длабоко загазен во отпад, кога Давид е веќе помазан за нов цар, но Саул се уште ја држи власта, де факто, и се разбира, власта е сладка и не сака да ја напушти. Никој не сака да ја напушти. Саул му говореше на синот свој Јонатан и на сите слуги своји да го убијат Давид. Видите каква духовна состојба откриваме за неговото срце уште во првиот стих. Кој западнал во толку
лоша духовна состојба. Но со уловиот син Јонатан многу го сакаше Давид. Беа другари. Јонатан му кажа на Давид и рече: татко ми Саул сака да те убие. Затоа пази се утре, сокри се и биди на тајно место. Јас пак ќе излезам и ќе застанам до татко ми на нивата, каде што ќе бидеш ти, и ќе му позборувам татко ми за тебе, што ќе разберам, ќе ти сообщам. Јонатан му говореше на татко си Саул добро за Давид, велејќи да не греши царот против својот слуга Давид, зашто тој во ништо не сгрешил против тебе и делата негови се многу користни за тебе. Тој ја изложи душата своја на опасност за да го порази филистеецот. И Господ изврши големо спасение за сиот Израел. Се мисли на битката со Голијат. Ти го виде тоа и се радуваш. Зошто сега сакаш да сгрешиш против невина крв и да го убиеш Давид без причина? А која беше причината? Овде не рече на тоа без причина, бидејќи нема разумна причина. Да го убие од завист. Знаеме која беше причината. Кога жените пееле, ах тие жени. Кога жените пееле, Саул уби Илијада, а Давид, 10.000 Давид беше пославен во очите на жените. И доктор Нил Недли, со кого лично се запознав, кога држаше предавање во врска со депресија, бидејќи он е стручник за депресија. Он е доктор, значи, за многу болести, но стручник, експерт за депресија. Велеше, една од причините за депресија е ова. Љубомора и завист. Чувајте се од љубомора и завист. Ако премногу долго ги негувате во вашето срце, може да ве бутнат во депресија. Страшна работа. Тоа се случило со Саула. И сега, после овој разумен совет на Јонатан син му, 6 стих ни вели: Саул го послуша гласот на Јонатан и се заколна Саул. Видите, се заколна. Се заветува. Се колнам во Господ, Давид нема да умре. Видите, кога е многу грешно човековото срце, има моменти кога Светиот Дух ја буди совеста. Има моменти кога предупредува. Не моли. И дори толку силно се чувствува тогаш гласот на Светиот Дух, што човек е спремен да се заколне, навистина нема, навистина повеќе не го права нови грев. Ви слушало такво нешто? Ово после тоа пак е смешно. Кога тогаш? Саул се заколна, го послуша гласот на Јонатан, се заколна, се колнам во Господ, Давид нема да умре. Што почувствувал Јонатан тогаш? Ах, болесен, безбедно. Тогаш Јонатан го повика Давид. Но ги сообщи Јонатан сите тие зборови и го доведе Јонатан Давид кај Саул и тој беше кај него како и порано. Значи, едно време Саул се смири, бидејќи се уште држеше, да речеме, обврската или совеста за неговата заклетва, додека траеше совеста за неговата заклетва, односно додека првата завист и љубомора повторно не се возбудија и не преовлада над гласот на совеста и гласот на Светиот Дух. И што имаме сега понатаму? Што се кажува? Се кажува прво што се случува. Почна пак војна, 8 стих, и излезе Давид. Пак се биеше против филистејците. И им нанесе голем пораз и тие бегаа од него. Повторно со Божја сила. Се тоа се разбира. Гледате, човек во љубомора и завист не гледа. Зарем само мислам дека Давид е заслужен што
ги бие филистејците. Заради Давид е тој способен генерал или војник што може да ги победи непријателските војски. Заради Самсон бил тој самиот силен и заслужен што можел да убива илјадници само. Меѓу другото и со магарешка вилица, без меч и оружје. Тоа се е Божја сила. Кога Божјиот благослов е со тебе, и Саул имаше, самиот Саул знаеше и имаше такви искуства. Имаше ситуација порано, да не читаме, пред битка со филистејците, Саул добива од Господа порака, стани и излези против нив, Господ веќе ги предаде во твоите раце. Самиот Саул пред битката добива, кога беше верен, добива порака од Господа. Стани, излези, не се плаши, Господ веќе ги предаде во твоите раце. Пред да почне битката, Господ ги прогласил филистејците за поразени. И кога Господ ќе рече дека е така, тогаш е така. Тогаш сите светски војски да се противстават не можат ништо. Самиот Саул имал искуство дека Господ ги бие тие битки. Господ ги поразува тие непријатели, не Давид, или Саул, или Самсон, или човекот како таков. Но, забелја, 9 стих ни кажува, и лош дух од Бога, или зол дух од Господа, зашто ова од Господа, од Бога? Тоа е посебна тема. Нема да не влегувам сега на тоа. Го нападна Саул. Демон го нападна Саул повторно. И тој седеше дома со копје во раката. А Давид свиреше со рака по струните. Не, Давид му свиреше. Не Саул. Бидејќи тогаш царот, ако сакал да се развесели, не можел да отвори YouTube да пушти видео или кастофон или грамофонска плоча, немало ништо од сето тоа. Туку имало жива музика, слуги кои што само ќе наредал и тие требало да свират и да играат, како и во сите царства, во сите палати, престолнени, во сите векови. Давид бил и талентиран музичар. Меѓутоа Саул се држаше копје во рака. Зошто го држал копјето во рака? Бидејќи пред тоа читаме лош дух од Бога го нападна Саул. И кога ова ќе се случи, не вредат ни илјада заклетви или завети дадени пред тоа. Кога ќе нападне страста, не вреди се тоа. Стариот завет нема сила да се бори против страста. Само благодатта на Светиот Дух тоа може да го направи. Никакви човечки ветувања, човечки заклетви. Саул сакаше да го прикове Давид со копјето за зидот, вели 10 стих. Но Давид отступна од Саул и копјето се забоде во зидот, а Давид избега и се спаси таа. Еве до кога траеше човечкото ветување, човечката заклетва, царската заклетва. Што случува поратаму? Се смири Саул, што пробаше копјето, се потресе можеби да свати дека тоа не било Божја волја? Не. 11 стих. И испрати Саул слуги во куќата на Давид, да го пречекаат и да го убијат до изутрината. Ето, он е цар, може да даде секакви наредби. Он е моќен како ција во тоа време. Што да нареди, ќе го послушаат. Султан.
ви се случило вакво нешто во животот, кога нешто чувствувате дека не е по Божија волја, ама толку упорно го сакате и пробувате и по втор пат, по трет пат, по четврти пат. Се случува такво нешто. Само затоа што толку упорно сакам нешто што не е по Божија волја. Саул бил решен да го убие Давид. Интервенира ќерка му Михала, која што беше жена на Давид. Тој човек му бил изетен, па сепак сакал да го убие. Тогаш му рече на Давид жена му Михала, ако не ја спасиш душата своја оваа ноќ, утре ќе бидеш убиен. Тогаш Михала го спусти Давид низ прозорецот и тој отиде и избега и се спаси. Какви интересни ситуации. Ќерката на царот го спасува Давида како маж нејзин од гневот на таткови, на царот. Дајте Господ да имате вакви семејни односи. Бил кој со било колко. Но за жал знаеме дека има. Знаеме дека има и ден денес. Значи, повторно се спасува Давид, благодарение на Михала. И види што друго прави Михала, за да го спасува. Михала зеде една статуа и ја стави во леглото, а на принципа стави козија кожа и ја покри со облека. И Саул спати слуги да го фатат Давид, но Михала рече болен е. Това е за мен една сатирична лага. А Саул спати слуги да го видат Давид, велики, види колку бес има Саул, колкав бес има Саул во моментов. Донесете ми го на легло за да го убијам. Значи, земете го креветот со сед него, на слугите им на него, на војниците, стражарите, што биле тие, и донесете ми го со се кревет, на креветот. Значи, не им наредил на слугите, влезете во собата, заколете го на креветот. Јас сакам да го убијам. Со моја рака, донесете ми го. Толку е силен бесот во тој момент. Толку е силна омразата во тој момент. Јас сакам да го убијам. Дојдоа слугите и ете во леглото статуа. А на паницата козија кожа. Малце личи на македонски приказ. Тогаш Саул ни рече на Михала, зошто ме излага така и дозволи мојот непријател да избега? А Михала му одговори на Саул, тој ми рече, пушти ме, инаку ќе те убијам. И сега ова го лаче за да си ја спаси кожа. Зарем Саул бил толку бесен, што обично ќерка е нешто најмило, зарем и не избија. Заклал заради лагата. Осумнаести стих. Давид избега се спаси. Дојде кај Самуил во Рама и му раскажа се што прави со него Саул. Му раскажа на пророк, че Самуил е уште жив тука. И тргна со Самуил и се запреа во Нават, во близина на Рама. Че во близина на пророчката школа, во Рама или денешна на Рамала, на западниот брег, каде што живеел Самуил и каде што се наоѓала неговата пророчка школа. И му јавија на Саул, сега агентите, шпионите, велејќи, ете Давид во Нават, кај Рама. И што прави Саул? Добро, значи Давид е кај пророкот, кај Самуила, доде кај таму, од почит. Има ли бесот, кога ќе не фати бесот, има ли бесот почит кон било што и кон било кого? Се законал во Господ. Па што има поголемо од Господ? Самуил ли ќе бидат? Сите пророци заедно ли ќе бидат поголеми од Господ?
Затоа и пишува апостол Павле во посланието до евреите, кога Господ не можеше да се заколне во ништо поголемо од себе си, бидејќи не постои ништо поголемо од него, затоа вели се заколна во себе си, велики му на Христа, ти си вечен првосвещеник, по чинот Мелхиседеков. Но царот се заколнал во Господ и повторно инсистира да го убие Давида. Со копјето не успеа, кај Михала не успеа, значи во креветот, сега повторно сака да го убие кај Самоил, кога веќе разбрал каде се наоѓа. Му дојавиле дека е во Нават кај Рама. 20 стих. Тогаш Саул испрати слуги да го фатат Давид, и кога тие видоа група пророци кои пророкуваа, слугите се соочуваат со манифестација на Божиот дух. Ова сега мене подсетува на Јован 7 глава. Испратија свештениците слуги, односно војници, да го улапсат Исуса. И што се случило со нив? Кога дошле кај Исуса, седна, слуша се што Господ зборуваше, видоа се што правеше, и на крај се вратија и рекла: зашто не го апсевте? Зашто не го донесовте? Никогаш Господ не зборувал. Се воодушевија од него. Какви чуда знал да прави Господ, непријателите да се воодушеват. И тоа да биде пречка за апсењето на Божиите помазаници. Слугите што беа испратени да го фатат Давид, исто така беа соочени со силата на Светиот Дух, со благодатта на овие пророци од Самуиловата школа. Не се успели, кај нив имаше доволно совест и почет кон пророкот и пророците, кон Духот Божи. Не се успелија. 21 стих вели: му јавија за тоа на Саул, и тој испрати други слуги, веројатно полоши. Неверници може, безбожници, никаквици. Но видите што се случува. И тие почнаа да пророкуваат. Че не го истекат кој момент, предходниот стих. 20 стих. Тогаш Саул испрати слуги да го фатат Давид, и кога тие видоа група пророци кои пророкуваа, не го доврши тогаш овој стих. И Самуил, нивниот началник, што се случило? Духот Божи слезе врз Сауловите слуги, слезе врз полицајците, да речем. И тие почнаа да пророкуваат. Слугите испратени да го улапсат Давида, почнаа да пророкуваат. Го добиле пророчкиот дар. Што Саул бил. Станаа пророци за момент. Му јавија за тоа да одат да испрати други слуги, но и тие почнаа да пророкуваат. Господ какви чуда прави, за да го убеди колку е закоравено срцето на Саул, за да Господ направи, мора да прави вакви големи чуда. Слугите, джандарите, војниците што ги испраќам, стануваат пророци, почнуваат да пророкуваат. Сето тоа се сигнали за совеста на Саул. Разбуди се, освести се, што правиш? Зошто војуваш против Господ? Дали Саул беше убеден од овие фрапантни чуда? По две групи негови војници почнуваат да пророкуваат наместо да го донесат Давид жив. И што се случува? Потоа Саул испрати и трети слуги. Но и тие почнаа да пророкуваат. Се прашувам, ако испратише четврти, пети и стоти, што не се случише?
Ке се множеа пророците во Израел. На еден чуден начин заради бесот на Саул. И тогаш, колку е Саул закоравен, замислете. После сите овие знаци, Господ дури и чуда прави, за да го укори, да го опомене, да го освести. Саул потоа отиде сам во Рама. Сега веќе, ова ме потсеќа на Хитлер, кога рече, после поразот во Москва, првиот пораз, третиот рај, во Втората светска война, кај на друго место, во Русија. Хитлер ги деградираше сите своји генерали и фелдмаршали. Ги прогласи за неспособни и рече, сите сте вие идиоти со пилешки мозоци. Од сега јас ја преземам командата на Вермахтот и јас, гениалецот, лично ќе отидам во Русија, како што и отиде во Украина, поточно го пресели таму својот главен стан и раководеше цела 42 година од таму со воените акции, додека не дојде време и од таму да изменя. И да фаќа мазла на запад. Еве го Саул, какви слуги, какви војници. Сега ќе отидам сам со свој раце, ќе го задавам Давида, па сега да видам, Боже, што можеш да направиш. Сега јас доаѓам. Овие ги претвораш пророци, сега јас доаѓам. Колку закоравено срце. Колку голем бес. Кој од нас би се однесло овака после вакви чуда? Па ја мислам дека не расипаниот адвентистички проповедник, прелибодеец, би се покајал после вакви чуда. После вакви манифестации. Но Саул упорен во својот бес. И колку е сега Господ милостив, колку е Господ годен. Саул отиде сам во Рама и дојде до големиот будар во Сеху и запраша велики, каде се Самуил и Давид? И рекоа, ете во Нават, кај Рама. Тој отиде таму во Нават, во близина на Рама, и што прави Господ? И врз него слезе Духот Божи, врз Саул, врз овој закоравениот Саул. Овој што не почитува ниту Божии заклетви, ниту Божии чуда, ниту Божии пророци, што убива и првосвештеници, и свештеници еден куп, заедно со Авимелех, првосвештеникот, сите што му стојат на патот, за да го фати Давида. Врз толку закоравено, толку отпаднато, толку непријателско срце, Божиот Дух покажува толку голема милост. Па ако кон Саула покажува, што ќе биде со нас? Никој од вас да не помисли дека Господ го оставил, дека не сте достојни и дека Господ повеќе нема да ви прими, ако се покајате. Врз него слезе Духот Божи и тој одеше и пророкуваше. Закоравениот Саул станува и он Елена Вајт, станува и он пророк како овие претходните. И пророкуваше додека стигне до Нават кај Рама. И што случува кога стигне? Ако го читате ова во книгата на Елена Вајт, Патриарси и пророци, ќе прочитате некои други интересни детали. Оно што јас се сеќавам. Елена Вајт пишува додека одеше на патот за Нават, пророкувајќи, а пророкувајќи значи секој кој што среќавал им сведочи, им зборува Божи зборови, што Духот му дава да кажува, вели некој другото пророкуваше месијански пророштва за Христовиот живот на земјата во тие моменти. Какви сцени му дава Духот Божи со тој пророчки дар.
додека одеше на патот до Рама, пророкувајќи. И кога стигна таму, 24 стих вели, ја соблече и тој облеката своја. И пророкуваше пред Самуил, и целиот ден, и целата таа ног лежеше необлечен. Цел ден и цела ног Саул пророкува, сите други пророци, сите други студенти по теологија, така да ги наречеме, со се Самуил на чело, Давид слушаат, не слушаат обичен проповедник, не слушаат обични свештеници, не слушаат обични пророци, го слушаат царот Саул како проповеда Господови зборови. Господ зборува преку Саул. И затоа велат, повторно авторот на Прва Самуилова ја кажува таа поговорка која што настанала уште во 10-та глава читавме на почетокот на Сауловата власт. Настанала поговорка во Израел, заради Саул станал пророк, заради Саул и меѓу пророците. Секогаш во Израел, секогаш подосна, во Израел тоа станало поговорка, кога ќе се случило нешто неверојатно, нешто чудно, израелците велеле заради Саул станал пророк. Иако тоа веќе нема врска со Саул, него како поговорка го кажува. Заради Саул меѓу пророците. Зошто? Зошто настанала таква поговорка? Ние обично што велиме кога врбата ќе роди грозје. Наместо да речете кога врбата ќе роди грозје или на кукаво лето, израелците како да велеле кога Саул ќе стане пророк. Значи, кога некој толку расипан, толку отпаднат, толку закоравен непријател, кога тој не да стане верник, побожен, совесен, кога ќе стане и пророк, дори повеќе од сето тоа, пророчки дар, кога ќе добие. Ама тоа не било кукаво лето, или врбата да роди грозје, тоа било вистина. Господ го направил тоа чудо, вистина. И затоа тоа настанало како поговорка во Израел. Господ направил и такви чуда, и врбата родила грозје во Израел. Односно, Саул станал пророк. Колку е голема Божјата љубов, Божјата милост. Колку се бори Светиот Дух за срцето на секој еден од нас. Дури и за срцето на закоравениот цар, кој што упорствувал во желбата да го убие Давида, да го убие својот ближен, својот зет, да го убие Божиот помазаник. Не можам повеќе ништо да кажам. Нека му е фала и слава на Господа што неговата милост е навистина голема. И нека овој спомен и оваа лекција од животот на Саул за нас биде поука дека и во најтешките моменти од животот, најголемиот отпад да го доживееме, најголемите слабости да ги покажеме, најголемо разочарување и депресија да не стрефи, немојте да се откажете од Господа. Верувајте дека тој и тогаш ве љуби и дека и тогаш сака да ве благослови. Ако со Саула било тоа случај, со секој еден од нас. И завршам со цитатот од Елена Вајт, вчера го прочитав по милоста на таа за осеќавање. Следващото проповедници, 508 страница, каде што вели Божјата благодат беше неопходна или потребна на почетокот од нашето верување. Божјата благодат е потребна на секој чекор во нашиот духовен живот понатаму, че секогаш понатаму, не само на почетокот. И на крај завршува. И само и единствено Божјата благодат, значи Светиот Дух, може да го доврши делото во нашиот живот. Нека му е фала и слава. Амин.